21 жртва има од катастрофалното невреме кој што завчера го зафати Скопскиот регион. Исто така, значи, пред малку на сајтот на Министерството за внатрешни работи беше објавена и целосната листа на починатите лица од поплавите. Јас во прилог ќе ги исчитам сите 21 лице кои што го загубија својот живот по катастрофалното невреме. Бајрам Мустафа од општина Газибаба, роден 1949 година. Енес Мустафа, роден 2014 година, исто така од општина Газибаба. Ова се внук и дедо. Катерина Митрова, родена 1933 година, од општина Газибаба. Гилмас Мухареми, роден 1940 од село Сингелик, општина Газибаба. Наде Илиевска, родена 1955 година, село Стајковце. Блага Јовевска, родена 1941 година, село Смиковци. Мурат Саити, роден 1957 година, од село Сингелик. Марина Ивановска Велиновска, родена 1977 година, од Крива Паланка. Јован Велиновски, нејзиниот син, роден 2008 година, од Крива Паланка. Жаклина Божиновска, родена 1973 година, од Куманово. Фуркан Фейзула, роден 1987 година, од општина Газибаба. Сашко Митковски, роден 1971 година, од село Трешево. Ќазим Исеми, роден 1933 година, од општина Газибаба. Љубица Димчевска, родена 1935 година, од село Трешево. Земрие Синани, родена 1985 година, општина Газибаба. Ендрит Синани, роден 2010 година, од општина Газибаба. Славка и Томислав Илик, родени 1956 и 50 година, се претпоставува дека ова се сопруг и сопруга од општина Газибаба. Мирче Митковски, 1949 година, роден од село Трешево. Достана Димитриевска, родена 1974 година, од Тетово. И последната жртва е Убавка Јовевска, родена 1965 година, од општина Газибаба. Ова е, значи, официјалната листа на жртвите од поплавите од Скопје, кои што официјално нели ја потврдија и од страна на Министерството за внатрешни работи. Во овие жртви има и 3 деца на возраст. Најмладото е 2-годишно дете, останатите се на возраст од 6 и 8 години. Исто така може да се забележи дека најголем дел од жртвите се од општината Газибаба, околу десетина. 2 лица се од Крива Паланка, околу 3 лица се од селото Црешево, а по 1 лице има од Куманово, Тетово, Стајковци и Смилковци. Значи, најмладо загинато лице е 2-годишниот Енес Мустафа, а покрај него во поплавите загинал и неговиот 67 годишен дедо Бајрам Мустафа. Генерално може да се заклучи дека највозрастните жртви се на возраст од околу 83 години. Ова се двајца жители на Ченто. Меѓу загинатите исто така има и неколкумина на возраст од 30 години, а другите се повозрастни. Исто така да дополнам дека предпладнево, односно во текот на целиот ден, надлежните се постојано на терен, им се помага на семејствата на загинатите и жителите од најкритичните места во Скопје кои што беа погодени од страшното невреме и поплавите. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков денеска исто така беше на терен со жителите. Се обидува на сите можен начин нели надлежните да помогнат на жителите и да се санираат штетите. Чавков во изјава за телевизија Нова истакна дека жителите во овие делови се во паника, специфична е ситуацијата на терен, ја потврди бројката од 21 жртва и посочи дека се прават сите можни начини од нивна страна
да се обезбедат услови за санација на штетите, како и да се згрижат жителите од овие населби кои што се загрозени. Во продолжение предлагам да слушнеме дел од изјавата на министерот за внатрешни работи Митко Чавков. Практично тоа е нешто што не може да се поврати, тоа е неповратливо. Се друго ќе се направат дополнителни напори, ќе се расчистат работите и ќе се нормализира животот со поддршка од институциите на системот, од владата на Република Македонија, меѓутоа жртвите не може да се повратат и за сега билансот е 21 жртва, кажувам за сега, бидејќи се уште трае претрага по теренот на секаде, целиот простор каде што е западен практично од невремето и се разбира, не знаеме дали нема ситуација некаде каде што не е пријавен случај на исчезнато или нестанато лице.